Струмица е прв град на Балканот со имплементиран целосно електричен јавен превоз. Што единствени кои што беа против беа ВМРО. Колку и да сакам јас да остварам нормална комуникација, навистина не можам. Против не требало јавен превоз, па требало јавно-приватно партнерство. Практично ме наведува да имплементираме нешто што го има во Скопје. Еве граѓаните нека ценат. Дали сме постапиле правилно? Ние имаме ново јавно претпријатие, автобуси нови електрични набавени на лизинг кои што редовно ги сервисираме и имаме министерка за финансии кој што согласно нашето законско право на поврат на данокот на додадена вредност, износ кој што е поприлично голем за едно ново јавно претпријатие, 69 милиони денари, веќе 100 дена не ни го враќа. Она што загрижува е што се случува и со компаниите. Јас постојано разговарам и со граѓани, но и со компаниите кои што имаат право на поврат на ДДВ, се што е над 10 милиони денари не е вратено. Така не се одржува ликвидност на економијата. Да, сум ја побарал министерката за финансии Гордана Кочевска, однос на тој проблем кој што го имаме со невраќањето на ДДВ-то, па не ми крена на телефон. Има десетина писма испратени и од секторот за финансии при општина Струмица, секако и од јавните претпријатија за одговор на нашите барања. Јас немам потреба да седам и кафе да пијам.